Ако замислиме едно сосема необично, но искрено, многу реално сценарио. Да речеме еден обичен човек кој цел живот работел како чистач или домар. И тој човек, без никакво посебно образование, на крајот од животот остава зад себе поголемо богатство од еден, па да речеме, врвен финансиски аналитичар со диплома од Харвард. Колку и да звучи како филмско сценарио, да, тоа се случува. Да, баш така, и тоа е лудото тука. Во речиси секоја друга сфера од животот, интелигенцијата, талентот, формалното образование, тие ги диктираат правилата на играта. Мислам, никој не би дозволил човек без медицинско образование да изведува сложена хируршка операција. Апсолутно не. Ниту пак аматер да дизајнира мост, нели? Точно. Но, кога станува збор за парите, овие воспоставени правила одеднаш целосно престануваат да важат. И денешната детална анализа влегува токму во овој парадокс. Изворите за ова наше истражување се белешките и клучните извадоци од светскиот бестселер «Психологија на парите» од Морган Хаузел. Нашата мисија денес е да откриеме зошто финансискиот успех не е поврзан со интелигенцијата, туку, верувале или не, исклучиво со човековото однесување. И како секој човек може да ги примени овие меки вештини за да постигне слобода. Во ред, ајде да го разложиме ова. Фактот дека управувањето со парите е само 10% математика, а дури 90% психологија. Значи, она што е фасцинантно овде е дека луѓето обично сакаат на финансиите да гледаат како на многу екзактна, тврда наука, како физика, например. Или математика. Да, или инженерско. Постои тоа длабоко вкоренето верување дека ако се соберат вистинските информации, ако се внесат во една совршена формула и ако се пресмета се до последната децимала, резултатот ќе биде загарантиран. Затоа што ние по природа бараме сигурност, нели? Баш така. Бараме предвидливост. Но реалноста на личните финансии е многу поразлична. Тие едноставно не се математичка равенка. Тоа е исклучително мека вештина. Поле каде што па начинот на кој луѓето реагираат на надворешни шокови, како се справуваат со сопствениот страв, со алчноста, со неизвестноста, тоа е далеку поважен фактор од нивната способност да читаат финансиски извештаи. Тоа значи дека она диплома од Харвард што ја спомнавме не вреди буквално ништо ако човекот зад неа нема емотивна контрола. Точно. Тој гениален аналитичар може да ги знае сите економски теории на светот, ама ако во момент на пазарна криза го совлада паниката, или пак, што е уште полошо, во момент на огромен економски раст го совлада алчноста, па ќе почне да презема неразумни ризици, да влегува во долгови. Да, и може преку ног да банкротира. Од друга страна, нашиот домар, кој можеби воопшто не знае што значи сложен финансиски дериват, може да се збогати само преку трпение и дисциплина. Апсолутно. Преку конзистентно вложување на мал дел од заработката и игнорирање на паниките. Ова е стварно храбрувачко. Всушност, ова многу ме подсетува на сопствената аналогија што ја имам за правилата за здрава исхрана. Да. Како тоа? Па види, секој човек на планетата ја знае едноставната математика за слабење. Внеси помалку калории отколку што трошиш. Тоа е чиста бинарна математика. Теоретски е многу лесно. Теоретски да. Проблемот не е во тоа што луѓето не ја знаат формулата. Проблемот настанува во 10 часот навечер, кога човек стои пред отворен фрижидер и се соочува со огромно парче чоколадна торта. Во тој момент математиката целосно престанува да постои, а емотивната контрола ја презема целата одговорност. Дали инвестирањето е исто како таа чоколадната торта? Чоколадната торта е совршен приказ на тоа што се случува на берзите. Во светот на инвестирањето, нели основното правило е едноставно. Купи кога е ефтино, продај кога е скапо. Сите го знаат тоа. Да, секој го знае тоа правило. Ама кога ќе настапи рецесија, кога на сите екрани трепкаат црвени бројки и кога вредноста на едно портфолио ќе падне за да речеме 30%, тогаш се вклучува нашиот еволутивен механизам за преживување. Се лачи кортизол. Да, се активира инстинктот за бегство.
Човекот чувствува физичка потреба да продаде се за да ја спречи болката. Таа паника, таа импулсивна реакција е буквално еквивалент на јадењето на чоколадната торта во 10 навечер. Човекот знае дека математички прави огромна грешка, но биолошкиот страв ја надвладува логиката. Знаењето е бескорисно ако однесувањето е деструктивно. И штом однесувањето е толку пресудно, кое е тогаш најопасното однесување што ги води луѓето кон пропаст? Ова мислам дека не носи до најголемиот непријател на богатството. Синдромот на никогаш не е доволно. Да, тоа е една исклучително опасна психолошка стапица. Гледаме безброј примери низ историјата каде многу богати луѓе ја губат среќата, угледот, па дури и слободата, бидејќи едноставно не знаат кога да застанат. Тоа е така нареченото поместување на стативите. Точно. Постојаното зголемување на апетитите. Според изворите, за штедата е всушност разликата помеѓу егото и приходите на еден човек. И најтешката вештина е да се сопре социјалното споредување. Тоа е веројатно најтешката лекција. Социјалното споредување е вкоренето длабоко во нашата природа. Нели? Низ еволуцијата статусот значел преживување, ама денес тој инстинкт се манифестира преку потребата да се има поубав автомобил од соседот. Или понов телефон од колегата на работа. Баш така. Како што растат приходите, природно е човек да сака да го подобри стандардот. Но и ова е клучно. Ако егото расте побрзо или паралелно со приходот, тој човек никогаш нема да акумулира вишок средства. Затоа, способноста да се каже «ова ми е доволно» бара изворредна контрола над егото. Сега чекај. Еве каде станува навистина интересно. Зарем тоа поместување на стативите не е всушност амбиција? Мислам, зарем амбицијата не е добра работа? Добро прашање. Зошто човек би престанал да заработува ако има капацитет и можност за уште повеќе? Целото општество не учи дека секогаш треба да се стремиме кон повеќе. Па види, постои една многу тенка, но суштинска линија помеѓу амбицијата и алчноста. Амбицијата има јасна цел – создавање вредност, обезбедување на семејството. Постигнување независност, предпоставувам. Да, и тоа е моторот што го влече општеството напред. Но алчноста е кога таа амбиција ќе ја изгуби својата горна граница. Кога стремежот кон уште повеќе ќе почне да ја загрозува безбедноста на она што човекот веќе го има. И што е најважно, она што му е навистина потребно. За да заработат пари кои не им требаат, луѓето преземаат катастрофални ризици. Само за да се докажат пред другите. Етната цел. Значи, ако клучот е да се скроти егото и да се престане со тоа брзање по статус, како тогаш навистина се гради тоа долгорочно богатство? И мислам дека одговорот лежи во еден многу здодевен, но неверојатно моќен концепт. Трпението како супермок и сложената камата, или на англиски познато како компаундинг. Да, сложената камата. Најдобар пример за ова е Ворен Бафет. Точно, го имаме тој пример во белешките. Сите го знаат како брилијантен инвеститор. Но многу мал број луѓе го знаат овој шокантен податок. Апсолутно најголемиот дел од неговото богатство дошло дури по неговиот 65-ти роден ден. 99% од богатството всушност. Да. Значи, неговата тајна не е само во тоа што е добар инвеститор, туку што бил конзистентен со децении. Времето е најмокниот фактор тука. Целта не е да се добие огромен поврат преку ноќ, туку добар поврат што се одржа долго време. Но, ако времето е клучот, ако треба да чекаме со децении, како тоа го менува начинот на кој ги следиме секојдневните финансиски вести? Мислам, вестите се секогаш полни со паника. Па тоа е веројатно најголемиот предизвик за модерниот човек. За да функционира сложената камата, луѓето мора да го игнорираат краткорочниот шум. Нашиот мозок е програмиран да бара акција кога чита за економски колапс или инфлација. Се чини неодговорно да седиме со скрстени раце, нали? Да, инстинктот вели направи нешто, заштити се. Точно, но секоја импулзивна одлука го ресетира часовникот на служената камата. Таа бара време, години и децении за да ја заврши својата магија.
Тоа што пазарот паднал за 3% овој месец е потполно нерелевантно ако твојот хоризонт е 30 години. Значи, трпението не е само чекање, туку активно одолевањето на искушението да се паничи. Апсолутно. Тоа е психолошка издржливост. Но ако човек стварно трпеливо гради богатство со децении и ако не го троши импулзивно, тој веројатно не вози најнов спортски автомобил. Сигурно не. И тука доаѓаме до една огромна заблуда за тоа што всушност значи да се биде богат. Невидливото богатство. Разликата помеѓу тоа да се биде rich и да се биде wealthy. Да. Во изворите стои дека рич или да имаш висок моментален приход се манифестира преку купување скапи коли и часовници. Но wealth или вистинското богатство се пари кои не се потрошени. Богатството е способноста да не се купи нешто сега, за да имаш повеќе опции во иднина. Богатство е оно што не се гледа. Има еден одличен цитат тука. Трошењето пари, за да им покажете на луѓето колку пари имате, е најбрзиот начин да имате помалку пари. Тоа е толку едноставно, а толку вистинито. Ама е целосно спротивно од сликата што ни се пласира секој ден на социјалните мрежи. Таму постојано гледаме потрошени пари, луксузни одмори, скапа облека, а никогаш, ама баш никогаш не се гледа нечие невидливо богатство или инвестициско портфолио. Епа, ако го поврземе ова со пошироката слика, ова е главната причина зошто луѓето често се чувствуваат сиромашно кога гледаат туги профили на мрежите. Да, се споредуваат. Се споредуваат со една нереална илузија. Тие луѓе на сликите можеби имаат висок приход, но многу често се даваат во долгови за да го одржат тој имидж. Нивниот приход е само проточен бойлер. Вистинското богатство, од друга страна, е тивко. Тоа не бара аплауз. Тогаш, ако богатството не е за да се покажеме пред другите со скапи предмети, зашто воопшто служат парите? Што е трајната цел на сето ова? Па според авторот, највисоката форма на богатство е контролата над времето. Способноста да се разбудиш и да кажеш, можам да го правам што сакам, со кого сакам, колку сакам. Баш така. Парите се во суштина осигурување против непредвидливоста на животот. Тие ти даваат простор за дишење. Значи ти купуваат слобода. А што е со оние психолошки стапици што ги спомнува книгата? Например, концептот за среќа наспроти ризик. Тоа е многу важно. Зад секој голем успех има елемент на чиста среќа. Исто како што зад секој неуспех има скриен ризик. Да се збогатиш бара преземање ризик, но за да останеш богат, бара нешто сосема друго. Што бара? Бара параноја и скромност. Бара прифаќање на фактот дека се може да исчезне ако не си внимателен. А тука е оној концепт за разумност наспроти рационалност. И сега, што всушност значи сето ова? Зошто да не бидеме перфектно рационални, како компјутери? Зарем математиката не го бара токму тоа од нас? Па бидејќи ние не сме машини. Еве еден практичен пример. Да речеме дека некој има хипотека со многу ниска камата. Математички строго рационално не треба да го отплаќа тој кредит предвремено. Треба да ги инвестира вишок од пари некаде каде што ќе добие поголем поврат. Компјутерот би го направил токму тоа. Да, тоа има логика на хартија. Има логика на хартија, но луѓето не се направени од хартија. Ако тој долг му предизвикува стрес на човекот, ако не го остава да спие мирно навечер, тогаш разумната одлука е да го отплати кредитот побрзо. Таа разумна одлука му овозможува мирен сон и тоа вреди многу повеќе од совршената математика. Светот е полн со непредвидливи настани, па скромноста и мирниот ум секогаш победуваат. Значи не се работи за максимизирање на профитот по секоја цена, туку за максимизирање на квалитетот на животот. Апсолутно. Ако треба да го сумираме сето ова, светот е навистина непредвидлив и среќата има огромна улога, затоа ни треба скромност. Сложената камата е нашата супермоќ, но таа бара челично трпење. И можеби најважното, заштедата е едноставно просторот меѓу нашето его и нашите приходи. На крајот на денот парите купуваат слобода, а не предмети. Судбина. Затоа што контролата врз емоциите и егото е нешто што може да се научи без разлика на претходното образование или математичките вештини. Се согласувам, тоа е вештина достапна за секого. Напред да завршиме, би сакала да оставам една мала провокативна мисла за крај.
Ако се согласивме дека највисоката цел на парите е да ни дадат целосна слобода и контрола над нашето време, на која точна точка нашата секојдневна обседнатост со броење, следење, инвестирање на секој денар се претвора во наш нов шеф кој всушност ни го краде токму тоа време и таа слобода? Нешто за размислување до следната анализа.